Вода и кал по улиците во село Долни Балван ги извади на улицата мошните жители. Приватна фирма за фотоволтаици при работа на терен оштетила цевка за индустријска вода, при што водата тече по улиците. Но како што велат револтираните жители, проблемот овде е многу подлабок. На истото место се наоѓаат и цевки за пивка вода и канализациона мрежа, па децидни дека на повидок се многу поголеми дефекти и проблеми кои нив би ги оставиле без вода. Бараат подитно да престане копањето или во спротивно протестите ќе бидат помасовни, а блокадите многу поголеми. Кога има вода, а врз водата стават струја. Може да дојде до дефект. Како дефект утре, како ќе го отклониш? Како ќе го отклониш тај дефект? На струја, ќе ни степа тука струјата. Како може, например, на вода да се стават каблови, пивката вода ќе ни ја пукнат. После како ние ќе копаме? Дека сме ми? Кој ќе ни ја копа таа вода? Дефект може да се десе секако. Ние ќе немаме никош вода тука. Секако може да се Тоа десе. треба некој да го размисли, дали се они паметни се прават, а изгледа глупи се они. Не се паметни. Не, они се паметни. Не се паметни. Они мислат дека со тоа ќе искористат. Не бива така. Да ставиш ти струјата врз водата. И како тоа ќе биде? Но нема логика, нема. Разговарале со градоначалникот на општина Карбојнци Виктор Паунов, но решение на Виделина велат нема. Председателот на местната заедница Долни Балван, кој вели дека ќе си замине од оваа позиција, дециден дека штетите се големи, но тие нема да дозволат да се копа понатаму. Сега лично разговарав со него, ќе ми ги обештете сите работи, моите штети кој ќе ги истрпе? Нашите штети, не моите, нашите штети. Кој ќе ги истрпе нашите штети? Јас у моменту сам со 20 молзни крави, треба 2 тона вода да однесам за да ги напоам. А она кој скине, он ќе надоместе. Арно ама, за тие 2 тона нема он да дојде да товара, јас треба да ја мъкнам водата. Искрено, собрани сме, социализирани сме, нема да одат од тука по цена на мојот живот. Искрено ти кажу. Тоа е. За ситуацијата запознаени се и од општина Карбинци. Градоначалникот Паунов кратко во телефонски разговор за М-нет телевизија посочи дека тие како општина не ја одредуваат трасата каде ќе се копа и работи. Поставувањето струја е во надлежност на ЕВН. Дополнително истакна дека како општина работат согласно законите и дозволите за градба.